Затоа што 30 години ние им веруваме на идиоти кои ни викаат ке биде подобро. Ние ке смени. Моја одговорност е, јас сум крив за децата укочани. Подеднакво ако секој од нас е искрен, ние ги гласавме овие што ја владеат 30 години државата, не ни ги увеза од надвор. Ние биравме каква ќе ни биде судбината на нас и на нашите деца. Зар можеш да ми веруваш на мене, Кристијан, кој што младоста им ја подари на идиоти, кои што извадија после тоа други лични карти, други пасоши? Немојте да ни верувате на нас. Создадете свое мислење како генерација и наследните давајте им мозок само да не бидат како нас. Сите ние помогнавме да се креира овој систем, прашањето е дали имаме капацитет и сакаме навистина да излеземе од оваа ситуација во која што сме. Но поентата е, да, се согласувам, со пожарот у дискотеката у Пулс изгори и македонската држава. Ние не сум сигурен како и Тони дека за 50 години уште ќе постои ова парче земја. Мене ми е страв многу дека оној недостаток на реакција кај пошироката македонска јавност, таа апатија, дали ќе резултира со тоа да секој еден нормален човек во држава кој што размислува, кој што има поише од 89 IQ, е спремен да си замина. Јас не ги критикувам оние кои што размислуваат да си одат. Не мислам лошо или оние кои што го направиле тоа. Едноставно кренале раце. Прашањето е дали ќе остане човек овде кој што е спремен да се бори нешто да смени. И не треба да се љутиме кога некој ќе ни каже или некој ќе признае јавно како Тони дека младоста сме им ја оставиле на идиоти. Тешко оваа држава дека ќе има иднина со овие луѓе, кловнови, апсолутно.